Почитувани, признавањето вина на поранешните високи функционери од ВМРО ДПМН потврда за сите изборни измами, притисоци врз граѓаните, уцени и страв кои ги сееше режимот. Ова јавно признание на луѓе од врхушката на ВМРО ДПМН значи само едно. ВМРО ДПМН со години ја газеле волјата на граѓаните и сите изборни циклуси во нивна организација биле нелегитимни. Се потврди дека е точно се она што го говоревме. За личните карти во центар со граѓани од пустец, за злоупотребите на изборниот список и за сите други форми на изборно насилство. Јавното признание од главните соработници на Груевски, патронот на Мицкоски, за злосторничко здружување, за изборни измами, подкуп на гласачи, уништување на изборен материјал или со еден збор за криминализација на изборниот процес од страна на ВМРО ДПМН е потсетник дека не сме оваа партија повторно да биде власт. Но ова е помалиот проблем. Поголем проблем е што во извршниот комитет на Мицкоски и во претеничката група на ДПМН се уште седат лица за кои што има повеќе обвиненија. Таков е Антонио Милошевски, кој е член и на извршниот комитет, таков е и Игор Јанушев. Поголем проблем е што останатите инволвирани во овој случај се уште не признаваат вина, а очигледно се длабоко инкриминирани, како Илија Димовски, кој секојдневно настапува во име на партијата. Христијан Мицкоски, кој беше советник на Груевски и негов генерален секретар, треба да излезе пред граѓаните и јавно да се извини. Итно мора да поднесат оставки сите оние кои на било кој начин биле поврзани со овие веќе осудени лица, кои самите признаваат вина. Шминката и паничните соопштенија во кои се дистанцираат од своите сопартици се само очаен обид на ВМРО ДПМН да се изземат од одговорност. Почитувани, го повикуваме Христијан Мицкоски заедно со раководството да поднесат оставки и да се повлечат. Второ, по вчерашните признанија ги повикуваме сите останати во овој случај да превземат одговорност, да признаат вина како и нивните колеги. Тоа е добро за демократијата, за партијата и конечно добро за граѓаните. Трето, итно да прекинат со притисоци врз судството, кои секојдневно ги прават со цел да избегнат прогон или да се намалат казните. Четврто, се додека ВМРО ДПМН вистински не се реформира, ќе остане истата партија која киднапираше државата. Почитувани, беа потребни 6 години за државата да стане демократска и да не бидеме повеќе хибриден режим, титула која добивме благодарение на ова исто ВМРО ДПМН. Сега е веќе јасно и потврдено од самите нив што правеле и што би сакале да направат со државата. Тоа нема да го дозволиме. За крај, апелираме за брза и ефикасна истрага за сите случаеви, без разлика дали станува збор за политичари од власта или од опозицијата. Правдата конечно мора да надвладее. Случаевите ефикасно и брзо да се процесуираат, бидејќи само така ќе имаме одговорни политичари и систем кој функционира. Ви благодарам.